Иако многу поскапа од претходните години, Грција и натаму останува број 1 дестинација за летовање кај граѓаните, со цени од 500 до 1000 евра за приватно сместување за 7 дена за едно 4-члено семејство, до хотелско сместување од 1200 до 1800 евра. Поради близината, јужниот сосед и натаму е магнет за младите, но и за повозрастните туристи од Македонија. Грчка. Штом има толку на граница, нели, коле, штом кафаните пуни, еве види, облечени секој ден, ногти направени, можат. Па ја конкретно бев во Шпанија. Мислам дека Грција е најдобра дестинација во моментов. Па најблиски ли се Грција, затоа е за нас најдобра. Ако си економичен, еве ќе ви кажам, на крв, за двојца возрастни, нормално приватен смештај, со се, еве 600 евра. Крпи за одмор не останува. Дел од граѓаните се жалат дека аранжманите, но и организацијата во сопствена режија за годишен одмор станаа луксус. Велат се нема пари за основни потреби, а не пак за одмор. Да прашаме, бевте ли на одмор? Не. Планирате ли да идат? Не. Мислите ли дека со просечна плата може да се иде? Не може, нема шанси. Нема одмор за мене. Јас сум со мала пензија и нема одмор. И додека граѓаните се поделени за тоа дали со просечна плата може едно семејство да си дозволи годишен одмор, од туристичките агенции велат дека и оваа година имаат преполни раце работа. Најчесто продавани им се понудите за Халкидики, Албанија и Црна Гора, но има и такви кои ги полнат чартерите за Бодрум во Турција и Египет. За македонците како и секогаш, како најблиска и најатрактивна дестинација е Грција. Блиските места Халкидики, меѓутоа не изостануваат и островите. Исто така барени дестинации се и чартер програмите кои што ги има од нашата земја до Анталија, Тунис, Бодрум, Египет. Меѓутоа и како ефтина дестинација и можност да се патува со лична карта е Албанија, посебно местото Шенген. Туристичките работници се свесни за финансиската состојба на граѓаните, па затоа имаат поволни понуди на почетокот и на крајот на сезоната. Велат годинава различна е структурата на луѓето кои што патуваат во јуни и септември во однос на јули и август. Во јули и август одат помладите кога ги користат главните одмори, а јуни го користат за да ги искористат старите денови од одмор. Пензионерите најчесто патуваат во септември. Повозрастната популација патува јуни и септември кога е поевтино и кога времето е понормално, односно температурите се по-прифатливи за нив, додека пак јули и август патуваат помладите, оние кои што тогаш се врзани со датуми, така што за сите има по некој термин. Инаку според последната анализа која ја направи Евростат на крајот на мај и почетокот на јуни, покажа дека на секој втор човек во земјава му е тешко да собере пари за одмор. Анализата на статистичкиот портал Langdeist, базирана на податоци на Евростат, покажа дека над половина од македонците не може да си дозволат годишен одмор. Според истражувањето полоши од нас се Албанија, Романија, Црна Гора и Косово.